Дуи се врати на идејата консензуален председател да бара со СДСМ откако пред 2 недели на Централно председателство одлучи да оди сам. Најави нова средба меѓу Заев и Ахмети на која ќе се договара идниот кандидат за шеф на државата. Досега, евентуално име, прифатливо за сите граѓани, не било на маса. Тоа е најдоброто можно решение за Република Македонија и за граѓаните, да имаме еден кандидат, било тоа да е маж, било тоа да е жена, кој што ќе биде представник на сите граѓани и кој што ќе биде прифатен од сите граѓани без разлика на нивната политичка, етничка, верска или било која припадност. Разговори имаше помеѓу господинот Заев и господинот Ахмети по оваа точка и пред неколку месеци имаше и минатата недела во однос на председателските избори, ќе продолжат и во следните денови, се до изнаоѓање на најдобрата можна личност која што ќе ја представува Македонија како председател на сите граѓани на земјава. Вчера и премиерот Заев со идентичен став, дека се потребни разговори не само со коалицијските партнери, туку и со вонпарламентарните партии, опозицијските, се со цел изнаоѓање кандидат кој би бил поддржан од сите граѓани. Се работи за председател на државата, тоа е првата функција во државата. Верувам дека имаме шанси да успееме. Во најмала рака нема да изгубиме ништо ако се обидеме. Може ќе успееме, може би не, но јас верувам дека треба да се обидеме да успееме, заради тоа што и концептот едно општество за сите го градиме преку многу алатки, една од алатките е и токму таа, како се поставуваме према луѓето, према функциите или слично. Јас верувам дека политичките субјекти, пред се одговорноста на коалиционите политички субјекти треба да биде на повисоко ниво, ако го тераме овој концепт навистина да смогнеме сили, да собереме енергија кај сите нас, да застанеме зад кандидат, зад кој што граѓаните впрочем би застанале предимствено. Првиот круг од председателските избори ќе се одржи на 21 април, вториот на 5 мај.